Дневниот центар за лица со интелектуална попреченост Порака наша се вклучи во проектот Заедно, кој го спроведува Сдруженијето Солем од Скопје. Целта на проектот е да се продолжи соработилниците за самозастапувањето и самоодредувањето на лицата со интелектуална попреченост, особено повозрастните лица, како начин да се зајакнат истите, да се развијат можности, тие да се вклучат во општеството како рамноправни граѓани. Солем го работи ово од 2012 година и до сега имаме издадено Конвенцијата за правата на лицата со попреченост од Обединетите нации во лесно разбирлив формат за лица со интелектуална попреченост, направена од страна на лица со интелектуална попреченост. И една од целите на овој проект е всушност да се изработи уште една брошура направена од нашите самозастапници во Солем, со која што ќе се објасни на лицата со интелектуална попреченост како безбедно да го користат интернетот и како да се ги заштитат своите лични податоци на интернет, бидејќи знаеме дека се повеќе и повеќе лица со интелектуална попреченост всушност почнуваат да користат социјални мрежи и сакаат да се активни, едноставно да добијат материјал лесно разбирлив за нив, за да може тоа безбедно да го прават. Станува збор за проект кој ќе трае 18 месеци и кој ќе се спроведе во Дневниот центар. Целта на овој проект е се самоодредувањето и самозастапувањето. Нели, самоодредување и самозастапување како наши цели кои што на некој начин можеби и несвесно сме ги поминувале во нашата програма за работа, меѓутоа еве сега преку еден проект тоа ќе биде една насочена форма во која што лицата со интелектуална попреченост ќе можат да поминуваат низ работилници низ кои што ќе јакнат својата личност и значи тие работилници ќе им овозможат тие да донесуваат самите одлуки за својот живот. Што сакаат, што не сакаат, значи да донесуваат избор нели за својот живот. Инаку овој проект е финансиран од Европската унија. Вработените во Дневниот центар Порака наша се задоволни од соработката со институциите како на локално, така и на државно ниво во поглед на вработување на овие лица.